топ тема добро вечер. Нови проектирани 240 милиони евра за автопатишта, но и натаму Македонија барем досега рекордер по долгата и неизвестна градба. До кога економскиот развој ќе ни се клати по макадам, ако патната инфраструктура е еден од клучните елементи. За ова и многу други прашања вечерва во топ тема интервју со министерот за транспорт и врски Благој Бачварски. Останете на тема, почуваме веднаш по рекламите. Добро вечер и добре дојде во топ тема за министерот за транспорт и врски Благој Бачварски. Добро вечер и благодарам за поканата. Министре, некако се потсетив дека во вашето последно гостување во топ тема дојдовте од средбата со синдикатот на железници, тогаш проблемот беа платите. Денеска обелоденивте дека државата сепак ќе го плати долгот од 6 милиони евра на македонски железници кон Евана, веќе се платени половина. Па така е, Македонски железници транспорт е државно предпријатие, кое што во оваа криза и во овој контекст во кој што живееме, реално тешко функционира со сите овие порасти на цените на електричната енергија, но и на сите останати трошоци, на нафтените деривати и секако на останатите производи и материјали кои што ги употребуваат. Од тој аспект, ние генерално во нормални услови даваме подршка на Македонски железници транспорт од 6,5 до 7 милиони евра годишно за субвенционирање на патничкиот превоз. Она е во криза и кога нема криза. Тие тешко функционираат, но ние го субвенционираме како и секаде во Европа патничкиот транспорт со 6,5 до 7 милиони евра годишно. Но оваа година, поради овие осцилации на цените и порастот на цените и на светските берзи на електричната енергија, пред се и на дериватите, долговите на предпријатието се зголемија. Секако дека сме овде во секое време и во секоја можност, согласно можностите на државата да дадеме подршка, бидејќи се работи за едно од виталните предпријатија. И голем дел од енергенсите на државата се внесуваат преку Македонски железници. Товарниот транспорт овде игра многу поголема улога отколку патничкиот транспорт. Преку 90% е товарен транспорт во целиот дел на нивната обврска и работата која што ја вршат во секојдневието, и од тој аспект мораме да бидеме овде, да го стабилизираме предпријатието и во време на криза да ја пребродиме кризата, за да дојдеме до помирно време кога ќе се одлучува за иднината на предпријатието. Во овој момент сметам дека со сите овие потези кои што ги повлековме и со овие 200 милиони денари кои што се ставени на располагање за покривање на трошоците во дел на електричната енергија, владата покажува дека води грижа за предпријатието, но не само за да го заштитиме предпријатието, туку да ја заштитиме на некој начин и економијата, бидејќи сме ние транзитна земја, коридорот 10 е фреквентен, ние имаме затворен пазар, од кој што Македонски железници мораме да го држиме во кондиција да може да ги врши обврските кои што ги има со меѓународните партнери. Кризата, особено транспортот и транспортот на реагенции е оправдувањето за помошта сега, нема оправдување за она што беше предходно со години наназад, бидејќи очигледно е дека тој недомаќинлук продолжува, и прашањето е до кога? Ние, како што кажав, ние и предходно дававме субвенции за патничкиот превоз. Тоа го прави секоја држава. Нема рентабилен патнички транспорт во ниту една држава по железничкиот сообраќај. Тој дел е во ред, иако и тоа не функционира, го имавме оној рекорд со 12 часовно патување до Битола, колку беше, 8 часа. Еден од аспектите кој што секако дека го размислуваме е аспектот на либерализација на домашниот транспорт, бидејќи околните земји веќе имаат воведено либерализација, ние веќе ги подготвуваме законските измени, и од тој аспект можам да потенцирам дека наредната година влегуваме во постапка на либерализација на железничкиот транспорт, со што ќе може и железници од други држави да вршат транспорт по нашите железнички пруги. Сега тоа е затворен систем, но ние сметаме дека со влегувањето и на други предпријатија од железниците и од околните држави ќе овозможиме повеќе можности за нашите граѓани. Што е со одговорноста, бидејќи во случајот со Колска, например, имаше
брза реакција на премиерот со барања за разрешување на надзорниот управниот одбор на директорите, и тогаш премиерот излезе рече дека направил пресметка, видел колку години, колку пари им се дадени од буџетот како помош, а дека и натаму продолжува лошото работење на компанијата. Ќе биде ли овој принцип применет и понатаму? Па добро, председателот на владата пред неколку дена и имаше изјава на оваа тема и јас го сметам истото. Не значи дека ако се промени директор или раководен орган на одредено предпријатие, дека сметките за електрична енергија ќе се намалат утредента. Ако е тоа така, тоа веднаш ќе се направи, но сметам дека електричната енергија е со толкова сума не поради вина на еден или на друг директор, туку тоа се светски трендови кои што ние мораме да работиме да ги отклониме или да ги намалиме, притисоците кои што се ствараат од таквите состојби пред се во ова големо предпријатие, и верувам дека домакинското работење е нешто кое што секој еден директор мора и треба да го применува во едно вакво време. Еве, впрочем, ние тоа го правиме во Министерството за транспорт и врски, имаме намалување на сметките за електрична енергија за 47%. Тоа го прават, гледам, и другите државни институции кои што прават максимум во однос на заштедите на електрична енергија, бидејќи во едно вакво време мораме да водиме грижа и за енергетскиот систем на државата од една страна, но и од друга страна да заштедиме, бидејќи е време на водење грижа и на штедење во однос на електричната енергија. Меѓутоа, повторно ќе прашам, кога станува збор за железници, тука не станува само збор за долг за струја. Ако веќе ја споменувате само струјата, впрочем, владата деновиве одвои 16 милиони евра од буџетот за да ги плати долговите за струја на многу државни институции. Во клинички центар, например, сметките не биле плаќани и кога немаше криза. Имаше одговор и за тоа председателот на владата. Јас за таму ги немам сите информации, бидејќи се работи во ресорот на здравството, но меѓутоа зборуваме за политики на добро владење кои што вие ги промовирате. Апсолутно, но излеговме од една криза, тоа е ковид кризата, влеговме во друга енергетска криза која што трае со години. Тоа не е криза која што трае 1 или 2 месеци. И навистина здравствениот систем и целиот здравствен сектор беше под голем удар и притисок за да излезе како победник со пандемијата, кога навистина многу други здравствени системи во Европа и кои што ги гледавме крахира во тоа време. И од тој аспект секако дека анализата ја прави Министерството за здравство и председателот на владата заедно со членовите на владата се информирани за тие состојби. Го амнестирате ли во секој случај со овие 16 милиони евра? Јасно е дека здравството, еве дури железници заради овие околности кои што сега ги имаме, се дел од онаа критична инфраструктура. Меѓутоа, сепак го амнестирате ли недомакинското работење, бидејќи ако јас и вие не платиме струја, Евана ќе ни ја исклучи. Ако јас и вие не си ги платиме нашите придонеси, УЈП ќе ни изрече казни. Сите ние ги извршуваме своите обврски и го полниме буџетот и сега се претура очупливо во празно во тој ограничен буџет за да се оправда нечие недомакинско работење. Никој не е амнестиран. Јас и во ведниот дел од говорот го кажав тој аспект и таа теза дека сметките за електрична енергија се толкави колку што доаѓаат заради извршена одредена дејност. Еве во тоа предпријатие, на пример во Македонски железници, нивните приходи кои што ги добиваат се на ниво кои што ги добивале истите приходи и претходната и пред таа година. Но сметките за на страната на расходите растат во еден голем обем и предпријатието не може да опстои во таква состојба. Се работи за државно предпријатие кое што државата како негов сопственик е овде во вакви турбулентни времења да излезе во пресред и да помогне, бидејќи се работи за предпријатие од витално значење. И од тој аспект ќе продолжиме и понатаму да ја следиме состојбата во работењето. Секако дека нема да се толерира ниту еден директор и ниту едно предпријатие доколку се работи за одредени малверзации, неплаќање на електрична енергија, а доколку тој тоа има можност да го направи. Но кога се работи за вакви исклучително тешки ситуации и состојби во кои што се наоѓаат предпријатијата, секако дека тоа го следиме и внатре имаме цела анализа на тоа како и колку се приходите, а колку се расходите на другата страна на секој едно предпријатие. Така се вреднуваат и директорите, раководните тимови, членовите на надзорните и на управните одбори. И би било одговорот ако ве префрлам и на теренот на пошти, и таму интервениравте.
и на пошти не им оди, и тие се во постојана криза, иако имаме бум на приватни компании кои што вршат дел од тој бизнес, иако тука ако ја отвориме таа тема, дел се и работат и нелегално, што е пак исто така проблем на државните институции. Кога станува збор и за Македонски пошти, секако дека и таму менаџментот доби обврски и задачи како треба да продолжи со работа во однос на тоа дека владата очекува да види процес на рационализација на трошоците и паралелно со тоа Македонски пошти ќе добиваат поддршка за да продолжат рентабилно да функционираат, односно да продолжат редовно да функционираат и да вршат својата улога во државата. Ја не сметам дека треба во едно вакво време и ваква криза да ги оставиме институциите кои што се многу значајни пред се за граѓаните. Од друга страна, таму имаме луѓе кои што го засновале својот работен однос, ги вршат своите работни обврски, но менаџментите се должни да направат максимум во дел на рационализацијата. И тоа го направивме со Македонски пошти. Ние не доделивме финансиска помош на Македонски пошти заради тоа што така сметал, не знам, директорот или раководниот тим, туку заради тоа што доби конкретни задачи и задолженија кои што ги спроведува секојдневно, нормално ја информира владата и веднаш после 31.12. оваа година ќе има можност директорот да дојде со план, бидејќи тоа беше задолжението, за да направиме увид кои се следните чекори кои што ќе ги превземе Македонски пошти и целиот менаџмент за да продолжи со работа и во текот на наредната година. Во меѓувреме треба да бидеме среќни ако честитките за нова година ги добиеме за стара нова година, а пратките по приватно карго ни стигаат за некаде и за помалку од 24 часа. За да ги добиеме пратките и за да ги добиеме оние поголемите пратки кои што патуваат по македонски железници, го правиме се ова. Бидејќи верувајте, ако застанат македонски железници, ако застанат Македонски пошти, тогаш на вистина граѓаните, економијата, бизнис секторот ќе го видат проблемот кој што тогаш ќе настане во државата. Но заради тоа, токму заради граѓаните, заради економијата, не дозволуваме да запрат со работа овие предпријатија. Голем дел од пратките одат авионски, а доцнат токму заради неплатените обврски на пошти кон авиокомпаниите. Па затоа се граѓаните принудени за едно обично писмо да праќаат и по 50 евра на странските експрес компании, бидејќи се несигурни дека преку Македонски пошти нешто би стигнало, бидејќи не стига во Македонија, а камоли да стигне некаде во странство. И затоа велам дека треба да бидеме овде како држава, како влада, да дадеме поддршка на предпријатието за да, како што вие велите, пратките кои што ги испраќаме како граѓани или бизнис секторот, компаниите да стигнат таму каде што се испратени. Министре, објавивте нов оглас за субвенции на нови авиолинии. Ќе бидат доволни оние 1 милион евра, колку што се одвоени во буџетот за идната година, за зголемување на поврзаноста на Скопскиот аеродром со останатите европски центри, бидејќи покрај евидентниот прогрес имаме се уште проблеми, тесни грла, слепи црева, особено во поглед на регионалното поврзување. Авиосообраќајот сметаме дека има дополнителна можност за развој и од нашите два аеродроми и токму поради тоа се решивме дека е добро да објавиме уште еден јавен повик кој што ќе трае 3 години и на кој што ќе можат меѓународни авиокомпании да аплицираат и да добијат финансиска поддршка и помош од државата доколку понудат отворање на нова авиодестинација или авиолинија од нашите два меѓународни аеродроми. И од тој аспект сметавме дека тоа е добра политика, имајќи во предвид дека од 2019 година ние го достигнавме максимумот на превезени патници и дојдовме некаде до 2,7 милиони патници. Тоа е највисоко ниво во историјата на независна Македонија. Но ковид кризата го направи своето, а денеска веќе оваа година 2022 пред крај на годината доаѓаме до 2,3 милиони патници, со што ова покажува дека авиосообраќајот полека се враќа од ударот кој што го доби од пандемијата, од ковид пандемијата, но сметаме дека 23-та година преку овој повик можеме да дополнително придонесеме за развој и за поврзување на граѓаните со останати дестинации од најразлични земји, така што очекувам да има заинтересираност. Новината е во тоа што
Овој пат повикот го усогласивме со Европската комисија целосно, интензитетот на финансирањето исто така и секако дека не се вразуваме овој пат само со една компанија, туку со тоа колку ќе различни компании ќе понудат. Кои се проценките колку компании би можеле да дојдат и колку од она што македонските граѓани го знаат како компанија со ефтини нискобуџетни летови, тоа е засега единствено Визер, колку тоа може да демотивира Визер за намалување на постојните линии, бидејќи и практично во овој момент се чини дека, ако добро сватив од пресконференцијата, дека практично Визер не добива субвенции за голем дел од актуелните лета. Значи вака, за да го објаснам целиот систем, во 2020 година, кога започна ковид пандемијата, некаде на средина на 2020 година се суспендираше договорот тогаш кој што го имаше државата со Визер, поради тоа што имаше голем број на затворени мерки на затворање на границите помеѓу сите земји, јас би рекол, од Европа. И тогаш беше суспендиран договорот се до истекување, бидејќи до истекувањето на договорот кој што заврши оваа година, генерално во најголем дел имаше застој во авиосообраќајот, или едната држава имаше затворени граници, или другата држава каде што е дестинацијата, и токму поради тоа ние од 2020 од средината на оваа немаме исплатено субвенции за авиопревозот, но Визер и останатите 12 компании, ние моментално имаме 13 различни авиокомпании кои што оперираат од нашите аеродроми, работат без субвенции. Но ова кое што го нудиме е отворање на нови авиолинии. Не значи дека ќе бидат одземени линиите од една или друга компанија, туку ова е повик за сите компании кои што ќе понудат услови за нови дестинации кои што моментално ги нема од нашите два аеродроми. Што правиме со регионалната одсеченост, јас би рекол, во моментот, бидејќи се чини дека тоа се и многу малку атрактивни дестинации и изгледа малку апсурдно што иако една Тирана, например, е близко, сепак до Тирана треба да се патува преку Виена до Сараево, каде што е помачно со автомобил, тогаш имате опции на повторно на кружење со најмалку 1-2 преседнувања. Јас не би рекол дека сме одсечени од регионот и од Европа, бидејќи ние во моментот имаме 38 дестинации кои што се одвиваат или оперираат од аеродромот Скопје и 7 од аеродромот Охрид. Што значи дека тоа не е за занемарување и самиот број на патници кои што го имаме еве оваа година, 2,3 милиони патници, е број кој што не е за занемарување. Што се однесува до аеродромите или до градовите кои што се блиску околу нас, секако и овде, но и на другите дестинации преовладува пазарната економија. И секоја авиокомпанија која што смета дека ќе има финансиски бенефит или во делот на пазарната економија ќе најде својата шанса да оперира помеѓу, например, аеродромите Скопје, Тирана или Сараево или било кој друг град во соседството, од тој аспект ние сме отворени да понудиме можност, да ги дадеме сите дозволи и да тоа веднаш може да започне да го врши без овој повик. Но сега е отворен повикот да видиме кои ќе бидат понудите од страна на авиокомпаниите и сметам дека ова е уште една добра можност да го зголемиме авиосообраќајот и во капацитет и по број на дестинации и убеден сум дека е добра политика која што носи бенефит за граѓаните. Бидејќи повикот е отворен за сите, но не сите нудат и еднакви услуги. Ниско буџетните компании се чини како по некое непишано правило се вон контрола кога се во прашање сите регулативи во однос на правата на патниците. Во однос на откажен лет, задоцнет лет, и така натаму. Тука не важи ни едно правило. Зошто? Граѓаните ги имаат своите права секогаш и тоа стои во најразлични регулативи кои што ги третираат тие прашања, кога се работи за вонредни услови, например, временски услови или други причини, сето тоа е опишано
во она кое што граѓаните го имаат како можност доколку се откаже лет за да побараат одредено обештетување. Кога се работи за компаниите, ние не ги двоиме на нискобуџетни или друг тип на авиокомпании, секако дека нашата субвенција која што ја нудиме према компаниите изнесува 7 евра во денарска противредност по патник во заминување од Скопскиот и 4,5 евра од Охридскиот аеродром, и доколку по тие услови можностите кои што ги даваме за да има доволно голем обрат и број на превезени патници во 2019 година, сметам дека сите големи авиокомпании имаат можност да аплицираат, да понудат своја дестинација, и доколку таа во моментот не е воспоставена од нашите два аеродроми, секако дека ќе биде разгледана од комисијата која што е формирана, и убеден сум дека ќе имаме заинтересираност за да отвориме повеќе можности за граѓаните. Колку е ова атрактивна цена со оглед на тоа што ако понекогаш се видат авиобилетите кои што ги издаваат некои компании, не сите, каде што таксативно се наредени сите трошоци, ако се види дека овие 7 евра по патник, тоа е некаде половина од цената која што колку што чини, например, колку што чинат аеродромските услуги на Скопскиот аеродром. Тие се некаде околу, според авиобилет кој што јас сум последен пат сум го видел, околу 14,5 евра, што е пак чудно, бидејќи на Виенскиот се, например, само 10 евра, но тоа е друга приказна. Видете, цените на билетите осцилираат, нормално, тоа е цел еден сектор кој што работи, и оние кои што работат, најчесто и авиокомпаниите кои што нудат вакви услуги, ги знаат постапките и целиот тој бизнис како функционира во тој дел. Ние се усогласивме комплетно, како што кажав и на почетокот, со Европската комисија, и ова е максималниот интензитет на финансирање кој што може да биде дозволен од страна на една земја од Европската унија, а ние сме веќе и земја која што е во преговори за членство со Европската унија, и сметам дека направивме позитивен чекор, бидејќи ова е интензитет на финансирање не за да ние ги покриваме трошоците, туку за да ние предизвикаме интерес од страна на авиокомпаниите за да дојдат и да бидат присутни на нашите два аеродроми, да дадат можност за нашите граѓани, и убеден сум дека тоа ќе го постигнеме и оваа година, имајќи во предвид дека интересот сметам дека ќе биде доволен за да имаме успешен повик, и секоја една дестинација која што во моментот ја немаме или не оперира од нашите аеродроми ќе биде разгледана, и секоја една нова дестинација за мене ќе биде навистина позитивна политика и позитивен пример како треба да работиме на развивање на Имате ли пресметки колку тоа би било во линии, бидејќи некогаш ни парите, а очигледно и политичката волја, например, како што беше случајот со летот Софија-Скопје, не помагаат. Тука е пазарот, и покрај сета политичка помпа, авионите на релација Софија-Скопје се преземија сепак. Така е, тоа го кажав, пазарната економија ги диктира и можностите, и обемот на сообраќајот, обемот на патниците кои што патуваат. Секако кога се работи за дестинации со помала дистанца или оддалеченост, е тешко да се воспостават и да се одржат. Ние направивме обид, разговаравме тогаш и со авиокомпаниите кои што беа заинтересирани. Имавме авиокомпанија која што се заинтересира без никакви субвенции да започне да направи обид да ја воспостави таа линија, но не значи тоа дека нема да биде воспоставена во идниот период. Доколку се јави можност и доколку се развие тој сообраќај, ќе биде добро за граѓаните, но во овој повик е за да не преюдицирам и немам намера да го правам тоа, очекувам авиокомпаниите да ги дадат своите понуди и да ги дадат своите можности за воведување на нови авиолинии од нашите. Кога ја спомнав авиолинијата Скопје-Софија, таа впрочем дел беше дел од оние 4 комисии кои што 4 бе така. 4 комисии кои што на почетокот владата ги формираше со многу елан за унапредување на билатералните односи. Вие бевте дел од една, до каде работата? Во однос на соработката со Бугарија и целиот оној контекст кој што го имаме во делот на поврзувањето и политиките во поврзувањето, ние работиме заеднички и на
проектите, например железничкото поврзување, бидејќи започнавме со најголемиот проект во железничката инфраструктура во државата од некаде околу 200 милиони евра и пругата кон Бугарија. Беше овде и претседателот на владата тогаш на Бугарија и повеќе министри од владата. Јас на вистина сум убеден дека таквата соработка ќе продолжи во иднина, имајќи во предвид дека пред само неколку недели на задоволство на сите земји од регионот, вклучувајќи овде Северна Македонија, Бугарија, Албанија и Италија, кои што го опфаќаат овој коридор 8 и кои што поминува низ овие 4 земји, потпишавме и заедничка декларација која што ја испративме до Брисел, а имавме и средби во Брисел со еврокомесарката за транспорт. И успеавме, кога делуваме заедно и кога покажавме дека заеднички стоиме за одреден процес, да коридорот 8 го внесеме од мапата на споредни коридори во мапата на главни коридори на Западен Балкан, и тоа е одлука која што Европската унија ја донесе. Драго ми е што е тоа така, и тоа е можност за да добиеме и дополнително финансиска поддршка за реализација на овие значајни проекти. Малку се спори тие и прекомплицирани тие бриселски процедури. Не доцниме ли малку, бидејќи ако се спореди што побара Македонија од фамозниот инвестициски план за Балканот, а што, например, побара една соседна Србија, кај нас изостана инфраструктурните проекти, многу повеќе се фокусиравме на енергетиката. Не е така, бидејќи еве и железничката пруга кон Бугарија, која што ја градиме од 200 милиони евра инвестиција, во голем дел финансиски средства ги добиваме од Европската банка. Јас некако не сакам да ја спомнам пругата кон Бугарија, бидејќи претпоставувам дека дел од граѓаните кои што не слушаат веќе се смеат на кога ќе се спомне пругата кон Бугарија. Јас имам вака можам да го скоментирам тоа. Ние ако гледаме наназад и ако се вратиме наназад на одредени неуспеси во минатото и ако не се зафатиме со работа да ги решиме состојбите, прашањата, големите значајни инфраструктурни проекти, тогаш никогаш и тоа нема да го направиме. Заради тоа добро е да ги споменуваме како одреден неуспех можеби во минатото, но денеска јас сум убеден дека со ова кое што го направивме, започнавме најголем проект во железничката инфраструктура и тој се работи. Веќе имаме исплати на времени ситуации. Механизацијата е таму, бевме на терен, бевме на увите, ќе одиме и во наредниот период. Тоа е еден многу значаен проект за коридорот 8 и тоа беше една од причините кога дискутиравме во Брисел за да коридорот 8 влезе во мапата на главните коридори и дека ние покажавме како држава дека токму ние денеска не само бараме нешто од Европска унија да се надгради или да се стави во одредени карти на Европската унија, туку ние и работиме на реализација на тие проекти. И тоа го правиме на терен со многу механизација. Сега зборувам за железничката пруга кон Бугарија, но наредната година ќе биде распишан и повикот и за третата делница, која што е најобемна и најкомплексна за завршување на таа делница, на комплетирање на таа делница на пругата кон Бугарија. Реално е потребно време за реализација на овој проект. Првата фаза има рок на реализација кој што е 24 месеци. Втората делница која што исто така веќе ја започнавме со рок на реализација 36 месеци и тоа не треба ние да очекуваме утре да заврши, но знам дека започнавме многу значаен проект со многу силни компании кои што веќе работат на терен. Така ќе продолжиме да работиме и во идниот период и на западната страна на кракот кон Албанија. Тоа е од Кичево до границата со Албанија во делот на железничкото поврзување. И очекуваме на таа железничка пруга да добиеме и дополнителен грант средства, бидејќи сега овој коридор влезе во мапата на главните коридори и овде Европската унија очекувам да даде поголема финансиска поддршка како грант средства. Има уверување од бугарска страна дека со ист интензитет ќе се одвиваат работите, бидејќи кај нас дел од делницата е малку, особено оваа првата е лесна, што се вели сега малку поедноставено, ама во голем дел од делницата требаше да се исчисти коровото, тоа што останало од времето. Ќе се заврши и првата и втората делница. Третата е најкомплексната делница од страна на Бугарија. Е помалиот дел од работата, но заедничкиот тунел кој што поминува на самата граница е 5 километри, од кои 2,5 километри се на нашата страна, 2,5 километри се на страната на Бугарија и овде имаме заедничка
работна група која што веќе е во комуникација, работи во аспектот како ќе се пристапи кон реализација на оваа трета делница од наша страна и поврзувањето со Бугарија. Само така можеме да регионот го направиме да личи на европските региони и поврзувањето на државите во Европа, ако работиме во делот на поврзувањето и на јакнењето на инфраструктурата. Инфраструктурата, проектите, патиштата, железниците не завршуваат на нашите граници, па ние да ги гледаме интегрално една или друга држава. Овде мораме заеднички да настапуваме. И сега ова се покажа како пример дека кога настапуваме заедно, а не да се гледаме само низ нишанот на историјата или на политиката, дека кога настапуваме заедно навистина може да успееме. И Бугарија, и Северна Македонија, Албанија, со голема подршка на Италија секако, дојдовме до ова значајно поместување во однос на коридорот 8. Министре, велите автопатиштата не завршуваат на границите. Апсурдот на Македонија е што голем дел автопатишта кои што ги изградија соседите завршуваат буквално на македонската граница. За кој автопат збориме? Еве, например, Блаце. Да, и од македонската страна се гради каде се изгубија, автопат. еве, Бехтал и Енка, каде заглави. Се гради. Ние зборуваме за 2 од 12 километри. Косово 80 километри изгради за 3 години. Ние зборуваме и за распишување на повикот во почетокот во првиот квартал на 23 година и за втората делница од Скопје-Блаце. Првата се гради и ќе заврши градбата во 23 година, а ќе започне градбата на втората делница од 10 километри и поврзувањето до обиколница Скопје. И таму се работи за сериозна инвестиција, која што е по многу тешка траса и по многу тежок терен. Не значи дека ние не ја вршиме својата задача во делот на овој автопат, но и не значи дека другите автопатишта или брзи патишта кои што ги правиме застанале. Например, еве, автопатот Миладиновци-Штип ние го завршивме. Тоа е автопат од 47 километри. Два експресни патишта се завршени само во оваа година, кое што знаеме во какво време живееме, со какви осцилации на цените денеска функционираат и градежните компании и ги имаме насекаде во регионот. И убеден сум дека и Штип-Радовиш како експресен пат е пат кој што санираше многу црни точки и кој што направи шанса за развој на источниот и југоисточниот регион, каде што беше многу тешка трасата и многу тежок теренот за возење, со многу црни точки, но и експресниот пат Штип-Кочани. Ние веќе наредната недела ќе бидеме таму на терен за да го пуштиме во употреба и тој, вториот експресен пат кој што е по нова траса, по нова делница во текот на оваа година. Го рехабилитиравме превојот Плетвар. Веќе е завршена таму рехабилитацијата, се сеќавате по каков пат возевме таму, но денеска граѓаните кои што поминуваат веќе гледаат дека бенефитот од оваа инфраструктура се чувствува. Ние секој ден гледаме дека дел од делницата Скопје-Велес веќе година денес се 1 километар заглавени. Гледаме дека пред 2-3 години се реконструираше делот Неготино-Демиркапија, ама повторно таму се вади камен од бубрек и се кршат амортизери. Тој дел не е рехабилитиран пред 2-3 години, рехабилитиран е другиот дел од автопатот, правецот кој што оди кон Гевгелија, а правецот од Гевгелија, односно од Демиркапија кон Неготино, ќе биде рехабилитиран наредната година и е во планот, веќе има избрано и компанија, а за делницата Катланово-Петровец, која што има застој во текот на оваа година, застојот е токму поради тоа што ние го раскинавме договорот со компанијата која што беше изведувач, не поради друго, туку поради заштитата на интересот на граѓаните. Толку ли сме малер што нон-стоп ни се погодуваат некои компании со кои се раскинуваат договорите? Така беше со Прилеп, така е со кинезите, така е со денеска кон Прилеп, двете делници се работат со одлична динамика. Таму првиот тунел е веќе пробиен, вториот се пробива. Кога станува збор за делницата Ранковце-Крива Паланка, новиот експресен пат, таму се работи. Делницата од Крива Паланка до границата со Бугарија, проширување на трета лента, таму се работи. Делницата Маврови-Јанови Жировница е веќе завршена.
Делницата Подмолје Струга Ќафасан веќе и таму се работи, делницата од Битола до Меджитлија се работи, делницата Велес Градско Стариот пат се работи, од Катланово до Велес Стариот пат се работи обиколница на Богданци се заврши, обиколница на Демир Капија, а вакви случаеви кога имаме како Катланово Петровец, не ви останува ништо друго кога завршил периодот на рокот на градба, а вие на терен имате само 10% реализација и прогрес на работите. И во тој случај се прави раскинување на договор заедно со надзор на Европската банка за обнова и развој, за да потоа се прави пресек на работите од страна на експертите и на надзорните инженери и се распишува нов тендер. Ние распишавме и нов тендер, избравме нов изведувач, изведувачот веќе е на терен, ги врши мерењата, веќе после нова година, односно почетокот на наредната година, согласно временските услови, новиот изведувач веќе е подготвен да влезе и да го заврши овој дел од автопатот, заради тоа што граѓаните немаат време за губење и тоа кое што е испуштено како време мора да се надокнади. Видовме дел од мапата, 244 милиона се определени во буџетот за изградба на автопати на коридорот 8 и коридорот 10. Хајде прво, која е проекцијата за патот кон Прилеп? Во однос на експресниот пат кон Прилеп, таму, како што кажа, веќе имаме добар прогрес на работите. Пред само 2 недели бевме и на терен. Се работи на пробивање на вториот тунел. Очекуваме да биде пробиен некаде февруари-март наредната година, со што ќе се овозможи продолжување на постапките за изработка на инсталациите и во тунелот се работи на мостовските конструкции и на првата делница од Градско до Дреново и на оваа втората Дреново-Фариш, каде што е малку потешка делницата. Очекувањата се дека кон крајот на 23-та, односно почетокот на 24-та година, веќе можеме да имаме завршен експресен пат кон Прилеп и да се поврзе со превојот Плетвар, каде што веќе превојот Плетвар го рехабилитиравме, со тоа доаѓаме до Прилеп. Од Прилеп до Битола плановите се со компанијата Бехтел да се влезе во реализација на автопатот, а од Битола до Меджитлија веќе се работи на рехабилитација на постоечкиот пат и до поврзувањето со Грција. Битола Меджитлија требаше да има и нов. Има проектирано и нов експресен пат, таму се работи на постапките за одобрување на урбанистичките проекти, а секако потоа ќе се влезе и во одобрување на проектот. Тие траат 2,5 години одобрувањето на урбанистичките проекти. Не, проектирањето во Битола, а од друга страна веќе до Лерин го имаме автопат. На битолчани им е многу полесно да отидат до Солун отколку да дојдат до Скопје. Значи, со ова кое што го правиме денеска, со експресниот пат кон Прилеп, рехабилитацијата на превојот Плетвар, автопатот Прилеп-Битола, ќе ја смениме комплетно сликата на Пелагонискиот регион и на Прилеп, Битола, на Ресен, на граѓаните на Крушево, на сите останати граѓани од овој регион и верувам дека тоа го чувствуваат, бидејќи секој кој што поминува на оваа делница веќе гледа дека не зборуваме за одредено идно време дека нешто ќе се направи, туку таму се работи на терен. И како никогаш досега, 30 години независна држава во која што се зборува за некој пат кон Битола, а денеска на сите овие делници се работи. Плетвар е завршен, очекуваме 24-та почетокот да заврши и експресниот пат, а наредната година ќе започне градбата на автопатот Прилеп-Битола, доколку има договор нормално со компанијата Бехтел. После ќе не остане делот до Охрид. Што значи тоа доколку има договор со Бехтел? Бидејќи со нив е врзано се. Во моментот, таков закон направивте се е врзано со нив. Има донесено закон, но и во тој закон стои дека консултантската куќа која што сега е веќе избрана и тече жалбена постапка во јавното претпријатие за државни патишта, очекуваме таа консултантска куќа доколку постапките завршат, сега не знаеме дали ќе има жалби или ќе нема жалби во таа постапка, но како и да е, во текот на јануари месец е возможно да се склучи договор со консултантската компанија која што е избрана од страна на јавното претпријатие и веднаш потоа таа компанија ќе седне на преговори со Бехтел во име на државата да преговара за условите, за роковите, за динамиката на терен и доколку потоа тој договор е успешен, се потпишува договор со компанијата Бехтел. Тоа е процедурата која што треба да помине за да напролет, доколку сите овие постапки се успешни, се влезе веќе во работа на терен. Велите
и наредната година Министерството за транспорт и врски останува моторот на домашната економија преку инвестиции во најголемите проекти што се реализираат во историјата на независна држава. Овој ваш статус на Facebook, каков мотор сте? Еве да се вратам пред да отидеме на најболното прашање, автопатот до Охрид. Еве Битола Меджитлија. Кога вие од другата страна имате готов автопат, кога вие развивате тука индустријска зона која што очигледно не може да функционира од оваа страна и мора да патот до Солунското пристаниште. Дека не може да функционира индустријската зона. Со мака функционираат луѓето благодарение на другите дотации кои што ги добиваат. Инаку ако се основаат на патот, Прилеп Велес, да ги прашаме битолчани кога се рехабилитирал последен пат патниот правец Битола Меджитлија, односно Битола до граничниот премин со Грција. Срамно е во 21 век да зборуваме за рехабилитација на стариот пат Битола Меджитлија. Камен во целиот Пеловарски регион. Јас се гордам заради тоа што сега се работи на тунелите и се пробиваат тунелите кои што 30 години ги зборуваме. Проектната документација за експресниот пат до Меджитлија. Не е така, се работи на проект. Потоа се одобрува тој проект, кој што е урбанистички проект. Потоа се влегува во постапка на експропријација. Потоа се изработува основниот проект кој што треба да биде одобрен во институциите, за да потоа се бара финансирање и се влегува во тендерска постапка. Тие процедури мора да поминат. Важно е за мене сега. Основниот проект беше завршен. Важно е, да, но треба да се изработи урбанистичкиот проект кој што потоа преминува во фаза на експропријација, на решавање на имотно-правните прашања и обезбедување на финансиски средства. За мене е важно дека тоа е кратка дестинација. Еве имате проекција за тоа кога ќе биде? Бидејќи е срамно, помака да се оди до Меджитлија, а после од таму имате автопат до Солун. Еве ги капиталните инвестиции може да ги видат граѓаните. Дали во најтешката кризна година, која што ја имаме денеска после Втората светска војна, во 2022 година капиталните инвестиции веќе до денеска се 22 милиарди денари. А во 2014, 2015 и 2016 не надминале 17,6, 18,7. Значи ние имаме ги читате вкупните или вашите вкупните капитални инвестиции на државата. Во време на криза кога имаме сериозен удар и осцилации на цените на градежните материјали. Правиме најголем исчекор и заради тоа транспорт и врски. И владата ќе бидат и понатаму моторна економија. Во таа пресметка ги има кратењата што ги правите во време на ребаланс. Ова се апсолутните бројки. Еве вие имате годинава 244 милиони евра само за изградба на автопати на коридорот 8 и коридорот 10. Заклучно со денеска, капиталните инвестиции за оваа година висе со ефикасност вкупните со ефикасност 75%, бидејќи имавте еден период едночасовниче на сајтот, кој што ги покажуваше на дневна основа, сега го тргнавте, денеска го немаше. Може би го вративте откако се распрашувавме ние зошто не можеме да го најдеме. Ама 75% тука влегуваат се, тука влегуваат локални патишта, тука влегуваат канализации, водоводи, гасификација, железница, односно пруги, не знам што опфаќа ова годинава железница и пруги, освен овој дел веројатно. Значи вака процентите се релативни и заради тоа денеска зборуваме за апсолутни бројки. Апсолутните бројки покажуваат нешто сосема спротивно. 22 милиарди денари се до денеска реализирани како капитални инвестиции. 60% е тоа, еве ќе го отворам сајтот на Министерството за финанси. Одредени политичари со лопати по државата имало 17 милиарди, денеска има 22 милиарди. За 5 милиарди повеќе инвестиции во капитална вредност на државата. Тоа е нешто за кое што во најтешката година покажуваме како треба да се реализираат капиталните инвестиции. А убеден сум дека наредната година ќе имаме повеќе реализирани капитални проекти. Врти саатчето само да го отворам.
капитални расходи 21 милион 933 21,9 милиарди денари заклучно со денеска, или тоа е реализација од 67,31%. И сега ако одиме сектор по сектор, иако се тоа издвоени пари, многу мала би била бројката на крупни проекти. Не е така, заради тоа што пред малку зборувавме за изградбата на железничката пруга. 200 милиони евра инвестиција, тоа нема се реализира во една година, но тоа е проект кој што започна оваа година, пак ќе кажам, најтешката кризна година. Експресниот пат кон Прилеп се гради непречено, експресниот пат Ранковце Паланка се гради исто така непречено, експресниот пат Штип Радовиш заврши со 64 милиони евра инвестиција, експресниот пат Штип Кочани со некаде над 45 милиони евра инвестиција завршува наредната недела, ќе биде пуштен во употреба. Автопатот Кичево Охрид се гради непречено. Како што споменав, патниот правец на превојот Плетвар заврши веќе рехабилитацијата и многу други патни правци кои што граѓаните кои што патуваат го гледаат овој прогрес на работите. Но не велам дека ние со ова ја завршивме работата. Ние имаме уште многу работа, бидејќи во минатото беше запоставена патната инфраструктура. И не случајно зборуваме за споредба на 11 години рехабилитирани 650 километри патни правци, а денеска зборуваме за само 5 години двојно повеќе рехабилитирани и изградени патни правци. Тоа е разликата, бидејќи денеска фокусот е ставен на инфраструктурата и на развојот на државата, а не за шминка и за одредени проекти во центарот на Скопје. Можете и овие 67,31% да ги напумпате, што би се рекло, до крајот на годината, со тоа што на одредени институции ќе им ги префрлите, еве на ЈПД пак им префрлите исцело пари за одреден период и така ќе ги зголемиме бројките на реализирани капитални инвестиции. Не може да зборуваме за префрлање на средства еве кон ЈПДП, бидејќи пример беше онак. Да, но кон некои институции може за одредени проекти да се префрлат сите пари на крајот на годината, па ќе дојдеме наместо 67, ќе имаме 71%. Еве ќе ви кажам обратен пример, каде што ние како централна влада инвестираме во општините, но не им ги префрламе средствата во делот на локални патишта, туку инвестираме преку рехабилитација и изградба на локалните патишта, еве преку Министерството за транспорт и врски, и тие средства влегуваат во капиталните инвестиции на државата. Само до овој момент имаме веќе реализација на преку 130 вакви локални патишта во преку 60 општини, во 61 општина имаме реализација на вакви проекти и тоа е нешто кое што дава шанса за развој, преку кој што помагаме на општините. Еве во поголемиот дел се опозициони општини. Денеска бе во Свети Николе, завршивме социјална стамбена зграда и правевме распределба за прв пат после многу години, а денеска во транспорт и врски распишавме повик за реконструкција на 4 локални патишта во Свети Николе. И тоа е поддршка која што владата ја дава на општините. Не можете вие да ја ги делите општините на опозицијски или неопозицијски, бидејќи 6 милиони евра за реконструкција на локални патишта. Тоа се пари на сите граѓани. Апсолутно. 13,6 милиони евра за реализација на комунални проекти, водоводи и канализации. Тоа се пари на сите граѓани. Кој што претходно тие средства еве вкупно ќе ги земам како проект 70 милиона евра, претходно ги немало како поддршка од страна на владата во општините. Во едно друго време кога исто така општините беа во поголем дел од власта или од опозицијата се менувале, не е важно. Важно е дека во минатото немало таква поддршка за локалните самоуправи и за локалната. Министре, убаво е нацртана оваа мапа која што ја видовме и на презентацијата на буџетот, но кога ќе кажете 120 километри автопатишта на коридорот 8 и коридорот 10, ретко кој може да ви поверува, затоа што веднаш ќе ве соочи со сагата наречена автопат Кичево-Охрид. Вие не го исполнивте еве и ветувањето дека во првите 6 месеци ќе ги пуштите првите 12 километри. Пак ли се промаши некој спојка на некој тунел или што се случи? Јас сакам помалку да зборуваме оваа вечер за проблемите на тој автопат, сакам да зборуваме за тоа докаде сме, што имаме направено и навистина пред само неколку недели бевме на терен на асфалтирање на првиот тунел. Тоа значи дека тунелот од 2 километри, кој што е најголем тунел во Македонија,
Првиот е веќе асфалтиран и се пременува на асфалтирање на вториот. Тунел, делницата од Требеништа кон Охрид, од десната страна по новата делница по автопатот е пуштена во сообраќај, а се работи на продолжување на процедурите и на реализацијата на овој проект на другите позиции. Овде денеска можам да говорам за комплетно отворање на сите фронтови на работа, бидејќи сите проблеми кои што беа, најмногу имотно-правните прашања, проектантските проблеми, клучките и сите оние постапки се веќе решени. Рок министреве рок за тие 12 километри што ги ветивте до јуни. Рокот за завршување на овој автопат е 31.12.23 година. Ние имаме неделна координација со многу институции. Сметам дека и граѓаните не треба да ги оптеретуваме со овие работи кои што секојдневно ги работиме како институции, но важно е да се знае дека овде има многу институции надвор од ресорот транспорт и од јавно претпријатие за државни пати, што овде се Агенцијата за имотно-правни односи, овде е Министерство за земјоделие, овде е Македонски шуми кои што се вклучуваат секогаш, постапките на експропријација, државно правобранителство и со сите овие институции, Биро за судски вештачења, исто така политики на добро управување, интерресорската координација не би требало да е проблем. И тоа го правиме бидејќи има постапки каде што граѓаните ги бараат своите права во однос на експропријацијата на земјиштето. Имотните права се загарантирани уставни права и додека не завршат постапките за одредена експропријација на парцела, дотогаш не може градежната механизација да влезе на терен. Но и тоа го правиме и сите овие постапки завршуваат со капацитетите кои што ги имаме во институциите. И денеска можам да кажам дека веќе се гледа реализацијата на овој проект и во бројки, и на терен се гледа, и граѓаните кои што патуваат во тој регион гледаат дека денеска има сериозен цел автопат, односно цела делница Кичево Охрид до крајот на годината до година, а 12 километри? Значи ние дел по дел или така си ги ветивте сега, мора да ве прашувам. Па не, ворете тоа што сме го ветили и веќе од Требеништа до Охрид е пуштена едната страна. Преминаа со работа градежната оператива на другата делница, на спротивната страна на автопатот. Како ќе завршуваат делниците и тие кои што ќе може да бидат веќе пуштени во сообраќај, ние дел по дел ќе ги отвараме. Сега доаѓа зимски период, но секако дека на позициите каде што има можност, притисокот се врши секојдневно и градежната оператива и денеска е на терен и продолжува со работа. Предизвиците кои што беа огромни, ги надминавме за да денеска отвориме фронт за работа на градежната механизација и градежната оператива. Ама се зголеми и цената? Цената е согласно договорот 598 милиони евра со последниот анекс кој што е потпишан. За тој анекс беше само за продолжување на рокот до 31.12.23 година. Тука правиме кратка пауза за реклами и продолжуваме со останатите теми. Министре, големи бројки, многу ветувања, ни остана патарините. Ветивте дека нема да се намалат, иако тука има многу прашања, например, како може да се плаќа 800 денари Скопје Гевгелија повратно, а 15 евра само винетка за 7 дена во Словенија, каде што се возите по вистински автопат. Но, завршуваме со прашањето. Последната анкета на ИРИ покажува 58% од граѓаните сметаат дека државата се движи во погрешна насока, голем е процентот на оние кои што сметаат дека владата не ги оствари своите примерни цели. Кој е вашиот коментар? Сметам дека сите овие политики кои што ги водиме и за кои што за дел веќе разговаравме во оваа емисија, дека се политики кои што нудат шанси и можност за подобра иднина на граѓаните. Ние сме држава која што станавме членка на НАТО, држава која што ги започна преговорите со Европската Унија. Во овој 5-годишен период на оваа политичка гарнитура се решија сите спорови кои што ги имавме. Се реши дури прашањето на Македонската православна црква, кое што не е владино или прашање на политиката. Граѓаните тука зборуваат за екзистенцијални прашања за решавање на крупните теми кои што дека државата оди во лоша насока. Ние имаме 30 години изборни циклуси и процеси во државата за кои што единствено прашање и главно прашање е решавање на еден спор, решавање на друг спор, кој како ќе го решил спорот. Сега денеска тие теми се затворени. Ова кое што говоре во дел на развојот на инфраструктурата, на економијата, на економските текови, на поврзувањето е нешто во кое што верувам дека дава шанса за посилен развој. И сите овие проекти кои што ги почнавме.
поврзувањето со Бугарија. Ние досега немаше шанси да успееме коридорот 8 да го направиме главен коридор на Западен Балкан, доколку сами одеме да лобираме во Брисел или доколку сама тоа Бугарија го прави. Но кога сме сите заедно, кога стоиме рамо до рамо како регион, кој што сака да гледа напред и да оди напред, тоа успеавме да го овозможиме. Со изградбата на инфраструктурата, на поврзувањето, на гасоводите, на изградбата на локалните патишта, на изградбата на експресните патишта, прашање кога ќе стигне до граѓаните. Апсолутно дава можност за развој на државата, за подобра иднина на граѓаните и убеден сум дека тоа е правиот начин и правиот пат во кој што треба да се движи државата. Имавте многу трибини, кои што јас не се согласувам дека се трибини, бидејќи повеќе зборувавте вие како партиски представници, отколку да зборуваат граѓаните. Што ви кажаа на тие трибини? Ги оправдуваат ли нивните пораки овие 58% кои што сметаат дека државата оди во погрешна насока? Или тоа беше само билдање на сопственото его партиско? СДСМ е партија која што е на терен со граѓаните не само во предизборни циклуси и кампањи, туку и во време кога нема изборни циклуси. Постојано сме на терен токму заради тоа да оствариме контакт со граѓаните, да ги слушнеме приоритетите, да поразговараме со луѓето за одредени проблеми и прашања и од таму многу од проблемите кои што ги имаат на локално ниво и во локалните средини, ги добиваме како информации. Сметам дека тоа е начинот на кој што политичките партии треба да работат во блиска комуникација со граѓаните, за да потоа кога ќе излеземе на избори да ја знаеме комплетната слика, за да тоа го преточиме во предизборни програми и во ветувања за наредниот период. Министр, ви благодарам. Може ли следната емисија да ја реализираме теренски со едно возење Скопје Битола до Солун преку Охрид? Па да видиме, да пресметаме колку часа ќе ни бидат потребни. Јас сум подготвен, а пред тоа ве поканувам во понеделник да направиме едно возење, пробно возење на новиот експресен пат до Кочани, за да и вие и ние заедно увидиме дека оваа држава инвестира во инфраструктурата, да направиме разлика од тоа како патувавме во минатото и во регионот од Штип, Кочани, Радовиш до Скопје и колку време се патуваше, по какви патишта возевме, а како се вози денеска. А секако ќе бидеме овде и да патуваме и до Грција и до сите останати дестинации по македонските патишта. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ тема. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието.